се подценува интелигенцијата на сите македонски граѓани. Сите македонски граѓани што ја сакаат Република Македонија се поинтелигентни од тоа да сватат што со овој амандман се сакало да се каже. Иначе не би бил предложен. Зошто би бил предложен овој амандман? Тоа ќе го образложам со факти, за да знаете што е овој амандман во суштина. Еве што вели амандманот. Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Еве што вели амандманот. Тоа се однесува на Република Македонија. Ние тоа секогаш сме го почитувале, го имаме тоа и во Уставот, сме ја подпишали повелбата на Обединетите нации и еве да одиме по редослед. Во повелбата на Обединетите нации во член 1 став 2 пишува: цели на Обединетите нации се да развива пријателски односи меѓу нациите засновани врз принцип на почитување на еднакви права, повторувам, еднакви права и самоопределба на народите. Ние тоа сме го подпишале, го подпишала и Република Грција и тоа треба да важи за сите. Но ние, како македонци, како добри соседи, како миролюбива држава, како миролюбив народ, сме напишали и во Уставот. Еве, во член 3 од Уставот на Република Македонија пишува: постојната граница на Република Македонија е неповредлива. Тоа го имам. Дури и сме додале со амандман по барање на Република Грција, Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Значи, ова не било доволно. Сега мора и овој амандман да го напишеме во Уставот, а се е јасно со подпишување на повелбата на Обединетите нации и со овој амандман што го прочита на Уставот и со членот 3. Но зошто на Република Грција и треба сето тоа да го пишува тоа? Затоа што нашиот устав е демократски, затоа што нашиот устав е граѓански, онаков како што треба, и во него, еве, ќе ви прочитам во член 8 што сме напишали. Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се основни слободи и права на човекот и граѓанинот, признаени од меѓународното право и утврдени со Уставот. Слободното изразување на националната припадност, владење на правото и така натаму. Исто така, додадовме во 2002 година соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и други јавни институции на сите нивоа. Значи, ние се сме напишале за да бидеме граѓанска држава, за да ги почитуваме правата на сите заедници, и тоа во Република Македонија се почитува, дури, мислам, во некои работи и се претерува. Но што се случува во Република Грција? Ако ние сме, еве, се залагаме да бидеме пријатели со Република Грција, исто како со сите други соседи. Јас како македонец, како граѓани на Република Македонија, сакам со сите соседи да имаме добри односи и да сме пријатели. Но, почитуван заменик министер, пријателството е збор како збор, но тоа е чувство. Чувство. Пријател со некого си или не си, ако чувствуваш дека и тој е пријател со тебе, и тоа пријателство треба
да се заснова на почитување на еднакви вредности, на еднакви права и така натаму. Ако ние прифаќаме ова да го пишеме, не е проблем. Еве, сме напишале и ќе допишеме, ако треба. Зошто не бараме од нашите пријатели, комшии, од сите соседни држави, овој концепт да го имаат во своите устави? Кому му штети тоа? И зошто некој не сака тоа да напише? За тоа треба добро да се размисли. Дури ние се откажуваме и од нешто во иднина што не знаеме што да се случи. Тоа ова вие како да се откажувате да напишете, дури ако добијам на лото премија, ја отстапувам на Република Грција или на некој пријател Грк. Јас ќе ви кажам од кога почна оваа работа, затоа што Република Грција има константна надворешна политика со изградени принципи и тие принципи ги застапуваат грчките министри за надворешни работи, грчките премиери во континуитет. Дали е сега Коцијас, дали е Дора Бакојани, дали е Папандреу, дали е Пападопулос и така натаму, дали е Мицотакис, тие имаат константна надворешна политика. Се сеќавам кога студирав тука во 80-та година, до 80-та година со мене студираше еден мој многу добар пријател, Валас Никос се викаше, студираше со мене заедно на Електротехничкиот факултет во Скопје. Учеше на македонски, ја почитуваше Република Македонија и сакаше човекот да заврши Електротехнички факултет. Новинарите можат тоа да го проверат во архивата на Електротехничкиот факултет, дека тоа беше така. И некаде 80-та година Валас Никос ми вика, јас морам да заминам, ќе одам или во Ниш, ќе се запишам, или во Белград. Го прашувам зошто? Вика, па, знаете што, почнаа да ни викаат дека дипломите добиени тука нема да ни се важи. И човекот немаше, тој беше студент, паметен, но немаше што да прави. Се отпиша и замина во Ниш или во Белград, не знам кај замина. Што сакам со тоа да ви кажам? Дека грчката политика уште тогаш знаеше дека Југославија ќе се распадне, затоа што тогаш почина Тито, и дека можно е да се создаде независна Република Македонија. Тие го превенираа тоа уште тогаш, за да нема многу докази во сето тоа, затоа што во суштина ја признаваа тогашната Социјалистичка Република Македонија во склоп на Југославија. Така, проверете ги сите овие работи, ќе видите. Но што ние работевме? Прво, ние не знаевме дека ќе се распадне Југославија. Второ, кога почна да се распаѓа, кога сите знаеа околу нас, само ние не знаевме дека ќе се распадне, па се трудевме да ја спасуваме Југославија, па некоја редуцирана Југославија да спасуваме и така натаму. Ние последни свативме дека треба да направиме држава и тоа некако со сила ја направивме со додавки во прашањето референдумското и така натаму, и некако ја направивме државата. Но никогаш не изградивме конзистентна политика кон односот на ова прашање. Кој министер ќе дојде, мислеше дека тој е главен и тој може да го реши ова прашање, а ви реков, грците имаа свој став. И тоа, гледате, до ден денешен го дочува. И успеа во тоа, затоа што се надева дека доколку ова прашање не се решава со тој министер, ќе дојде друг, ќе дојде трет, ќе најдеме, а ние, гледате, избори правевме нон-стоп, ќе дојде некој министер што ќе ни одговара и сето тоа што го имаме зацртано, ќе го добиеме и мислам дека грците со тоа
што беа конзистентни, успеа во сето тоа. А ние, еве и нашиот министер, тој е релативно млад, не е млад во политиката, но релативно млад, помисли дека го решил прашањето. И дај Боже да е решено прашањето. Но, како е решено, тоа ќе го видиме понатаму, ќе покаже времето, затоа што ние сме склони, ние македонците, сега само нека ме извинат албанците и другите националности, ние сме склони меѓу себе да се напаѓаме повеќе, отколку да ги напаѓаш тие што се криви. Ние сме склони повеќе да ги сакаш комшиите, отколку луѓето од другата партија. И тоа го покажавме и затоа дојдовме до овде. Јас не можам да замислам за мене да се поблиски граѓаните на Република Грција или на Србија, Албанија, на Бугарија, поблиски од луѓето од СДСМ што живеат тука и гласале за СДСМ. Тие се мои сограѓани и морат така да се однесуваме. Ова е големо прашање за во тој дел да се делим. И затоа многу ми посмета што министерот сигурно заради тоа што е млад, заради тоа што беше под емоции, кажа ние сме нација со комплекси. Не, ние сме интелигентна нација, паметна, но сме многу мирољубива нација. А знаете, секогаш попаметниот во се попушта. Не затоа што се плаши од нешто, него затоа што е попаметен и што знае дека со сила не може, но мора да се има принцип, да знаете. Мора да имаме принципи. Мора да си се цениме самите, за да не ценат и другите. Вака, ако продолжиме вака, гледам, продолжуваме во сите сфери така, не знаеме следно што ќе биде. Реков, добро е да бидеме пријатели со сите комши. И јас тоа кон сите го почитувам. Сакам со секој човек да бидам пријател. Но до онај момент, додека и тој е пријател со мене и ги делиме истите вредности и начини. Во онај момент, кога ќе видам неискреност, кога ќе видам подметнување, кога ќе видам задни намери, престанува пријателство. Затоа уште еднаш инсистирам на суштинско пријателство. Ако ние го вметнуваме овој член во Уставот, добро е да побараме и од нашите комшии да ги вметнат соодветните членови од нашиот Устав, а се однесуваат на членовите од Повелбата на Обединетите нации и ние сме ги вградиле во нашиот Устав. Нека ги вметнат и комшиите и тогаш ќе бидеме вистински пријатели. На сите ќе ни биде сеедно дали се наоѓаме во Република Македонија, во Република Грција, во Република Албанија, во Република Србија или во Република Бугарија. Но сите граѓани и во тие држави да ги имаат истите човекови права. Истите права како секој граѓанин во Република Македонија. Само тогаш може да има искрено пријателство. Дали се во ова е остварливо? Секако дека не е остварливо, ова ми изгледа како приказната со јагнето и волкот. Што може јагне да гарантира на волк? Но не сакам комшиите да ги споредам со волци, не, него сакам нивната совест малу да ја подигнам на повисоко ниво, да сватат дека Република Македонија, македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија немаат никакви претензии кон соседите. Нема. Ако ние можеме, како македонци,
како граѓани на Република Македонија, да им гарантираме на комшиите. Јас би сакал да можевме и на цел свет да му гарантираме, на сите држави во светот, да им го гарантираме се ова, па ќе немаше војни, ќе живеевме во идеален мир, но нема идеален мир. Гледате дека само големите им гарантира, можат да им гарантираат на малите држави. И тоа води селективно. И големите држави тоа го прават селективно. Ако сакаат големите сили, големите држави искрено да ги почитуваат, да ја почитуваат повелбата на Обединетите нации, ќе има само ситни проблеми во светот, никогаш ќе нема војни, никогаш ќе нема територијални претензии и така натаму. Затоа, еве, го прашувам заменик министеров да ми каже дали овој член е онака само предложен од Република Грција, дали овој член е само член колку да има 4 членови во измената на Устав, или е суштински член, она што јас ви го кажувам, Република Грција ја обезбедува иднината, иако не знае каква ќе биде иднината. Што Република Грција има проблем со нас, со Република Македонија? Каков проблем има со нас? Да не си има проблем самата со себе, да не има проблем. Ако на Република Грција и треба ваков член, овој член е добро за Република Грција да го има Република Турција, затоа што Република Турција е поголема сила, воено надмоćна и така натаму. Ако тој член го има во Уставот на Република Турција, сигурно Република Грција би била многу позадоволна, но на Република Турција не можат да ја кажат да го сменат Устав. Нема да го сменат. Дури и да сакаат да го сменат, ако рече Грција така, нема да го сменат. Но ние ете сме помала, миролюбива држава и не знам нашата миролюбивост докаде ќе оди. Значи, јас сум еден од првите луѓе, уште во 90-та година, што беше за зачленување на ЕУ и НАТО. Чисто само ради сиве овие проблеми за кои сега дискутирам. Да ги нема овие проблеми и искрено се понадевав во 1993 година со времената спогодба, со тоа ме убедуваа, тогаш ме млад и ме убедуваа дека тоа ќе трае привременото име само 3 месеци, но еве, до сега траеше. Камо среќа тогаш да се решеше, сигурно ќе немаше ни промена на Устав, ќе немаше ни овие работи што се случија во собранието. Многу луѓе настрадаа, многу луѓе од патриотски причини имаат проблеми. Сето тоа ќе беше избегнато ако во старт, во 93-та година, вистина, за 3 месеци се решеше проблемот со името. Значи, не се работи само за името на државата. Да е само името на државата, ќе било решено сигурно. Затоа мораме да го заштитиме барем тоа што ни припаѓа со повелбата на Обединетите нации. Да го заштитиме нашиот идентитет и да ја заштитиме Република Македонија и од идни можни вакви работи со промена на Уставот, затоа што ние многу лесно посегнуваме по нашиот Устав. Која е таа нација што толку лесно посегнува по својот Устав? Устав е највисок акт на правен акт на државата. Не може нон-стоп да го менуваме. Довршете ја мислата. Извинем. Ако треба, дај да видиме што сега се треба да се принапише, за да не го менуваме по известно време или од некој друг комшија или од побарање на некој поголема сила. Благодарам.